Добро вечер, дневник на ТВ+, еве што го означи денот. Центарот за грижа на корисници ги дава очекуваните резултати. Кумановци ги прекршуваат сообраќајните правила. Кошаркарскиот клуб Куманово против Работнички ја започнува пролетната полусезона. Кумановските возачи свесно или од незнање секојдневно ги доведуваат во опасност граѓаните и другите учесници во сообраќајот, не почитувајќи ги сообраќајните знаци, и покрај тоа што улицата Илинденска е еднонасочна, голем број возачи се движат во обратен правец. Некои од нив грешката ја оправдуваат со тоа што последниве месеци немаше знак со кој се посочува дека улицата е еднонасочна. По улицата Илинденска е опасно и да се вози и да се пешачи. Иако станува збор за улица со еднонасочен режим на сообраќај, сепак секојдневно се прекршуваат правилата и прописите од несовесните возачи кои се движат во обратна насока. Делумно за ваквата состојба последниве неколку месеци можеби придонесуваше тоа што немаше знак со кој се посочува дека улицата е еднонасочна, поради што дел од граѓаните и возачите претпоставувале дека улицата е двонасочна. Иако надлежните поодамна објаснија дека сообраќајниот знак е украден, дури деновиве е поставен нов, но и покрај тоа, возачите веројатно свесно продолжуваат да ја доведуваат во опасност безбедноста на кумановци. Нормално дека не е безбедно, ама овде порано имаше знак и тачно се знаели, ама едно време беше одобрено до тој знак тој да може да скрене с десна страна и се може да некој не го знае, нема да го почитува, има некој кој се знае се прави мангуп или има некој моќ таму што може да помине и безказно, може да се греши, а има пуно грешки, не само. Така, сметате дека тие треба соодветно да бидат казнети? Најнормално. Закон треба да се почитува без разлика кој да е, дали има моќ или нема. Треба да се почитува закон. Ваквата појава воопшто не е безбедна. Знакот е ставен се веројатно пред некој ден, пошто полицијата си проваѓаше така. Затоа се тргна знакот и прашање може да биде двонасочна, само едниот ред треба да се тргне возилата, да може да се разменуваат, за да има простор за две насоки. Вака сакат да ќарат, да печалат од улиците, никаде паркинг нема слободен. Значи, сите ги градевме, а сега некој печали од нив. Толку. Граѓаните од една страна апелираат за поголема сообраќајна култура кај своите сограѓани, а од друга страна пак ја повикуваат сообраќајната полиција да си ги извршува своите работни задачи, да го контролираат движењето во сообраќајот и да ги казнуваат возачите кои прават сообраќајни прекршоци. 23 годишен жител на селото Никуштак заработи кривична пријава поради постоење основи за сторено кривично дело криумчарење мигранти. Имено вчера во 6 часот и 50 минути на регионалниот пат Дојран Струмица во близина на бензинска пумпа, полициски службеници го сопреле возилото Пасат кое го управувало момчето и во него забележале 5 мигранти, од кои двајца со потекло од Етиопија и по еден од Сомалија, Иран и Либија, кои легално влегле во Република Македонија. На пријавени му е одредена мерка предпазливост и му е дозволено да се брани од слобода. Бизнисмените од регионот денеска имаа можност да се информираат за иновацијските способности на малите и средните предпријатија како фактор на конкурентноста на глобалниот пазар. Целта на проектот е да се подобри конкурентноста и иновативноста, но и да се мотивираат бизнисмените да отворат простор за нови вработувања. Настанот го организираше бизнис центарот на североисточниот плански регион. Бизнис заедницата од регионот денеска имаше можност да го проследи вториот информативен настан насловен Иновацијските способности на малите и средните предпријатија како фактор на конкурентноста на глобалниот пазар, кој го организираше бизнис центарот на североисточниот плански регион. Организаторите сметаа дека се потребни повеќе вакви предавања, бидејќи североисточниот плански регион не бележи голем успех во развојот. Планираме да имаме уште 2 информативни настани и на крај имаме еден промотивен настан каде што ќе ги промовираме сите активности
кои ги реализираме во проектот отварање на бизнис центар. Целта е да се подобри конкурентноста и иновативноста, воедно и да ги мотивираме бизнисмените да отвараат нови бизниси, со тоа што ќе се подобри стандардот на граѓаните, ќе отвора простор за нови вработувања и слично. Од бизнис центарот се надеваат дека на овој начин ќе и помогнат на бизнис заедницата, а јавниот сектор ќе ги отвори вратите за потенцијалните инвеститори кои ќе ги лоцираат своите бизниси во регионот и ќе ги искористат човечките и природните потенцијали. Љупчо Давчев од Институтот за стандардизација на Република Македонија, единствената установа која ги представува интересите на македонската индустрија на европско и меѓународно ниво, нагласи дека стандардот е основната клетка врз основа на која малите и средните предпријатија извезуваат производи во странство. По стандардот се објаснети сите тие постапки кои што еден македонски производ треба да ги има за да може без никакви пречки во трговијата, во транспортот и на сите останати елементи, посебно во испитувањето, да го изведе својот производ надвор во некој од земјите каде што се вели дека еден европски стандард, имаме еден европски пазар кој што заштитува 600 милиони потрошувачи. На настанот присуствуваа представници од Министерството за економија, Развојната фондација Кримсон, Агенцијата за поддршка на предприемништво на Република Македонија и Националниот центар за развој на иновации и предприемничко учење. Инаку тоа е дел од проектот на Министерството за локална самоуправа, иновативни решенија за подобар пристап до услуги на локално ниво, кој се спроведува во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации. Функционален е едношалтирскиот систем во Центарот за грижа на корисници во рамки на јавното предпријатие Водовод. Граѓаните се презадоволни од можноста на едно место и во исто време да ги завршат сите обврски околу водоснабдувањето, но и да ги упатат своите поплаки до надлежните доколку сметаат дека има причина за такво нешто. Центарот за грижа на корисници во јавното предпријатие Водовод ги дава своите резултати. Граѓаните се задоволни од едношалтерскиот систем, кој им овозможува на едно место и во исто време да ги завршат апсолутно сите потребни активности со водоснабдувањето и одведувањето на урбаните отпадни води. Одењето од една канцеларија до друга, од еден до друг кат во предпријатието, од октомври минатата година е минато. Со отварањето на Центарот за грижа на корисници од октомври месец оваа година, ЈП Водовод Куманово доби фирма со европско реноме. Значи, влегуваме во фирмите со наликуваат на европски во Европа што се брат. Граѓаните влегуваат, ова е едношалтерски систем и се задоволни, нема повеќе шетање од канцеларија во канцеларија, значи доаѓаат, влегуваат и тука завршуваат својата работа. Ги плаќаат сметките, прават договор за одложување плаќање на рати, пријавуваат дефекти и други работи. Надлежните признаваат дека од време на време граѓаните имаат забелешки во однос на сметките за потрошена вода, но сето тоа го решаваат тековно и со зголемени контроли на терен. Сите граѓани не може да бидат задоволни. Некои граѓани значи се жалат за потрошувачката, но ја потрошиле водата, но ние веднаш имаме, значи реагираме веднаш. Испраќаме човек, го мериме водомерот и ми кажуваме состојбата каква е фактичката состојба која е потрошена вода. Центарот беше отворен со поддршка од Канцеларијата на Швајцарската амбасада за развој во Македонија и од локалната самоуправа. Реализацијата на овој проект чинеше 1.200.000 денари. Од денеска започна аплицирањето за проектот Купи куќа за млади, кој е наменет за лица до 36 години кои немаат сопствен дом. На овој начин им се овозможува тие да добијат повисок износ на субвенции и да го решат стамбеното прашање. Парите што ги доделува владата се неповратни, под услови куќата да не се отуѓува додека трае отплатата на кредитот. Лицата до 36 години од денеска може да аплицираат за проектот Купи куќа за млади, откако вчера собранието ги усвои законските измени за субвенциониран стамбен кредит. Вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставрески истакна дека со овој проект сакаат на лицата кои немаат решено стамбено прашање да им овозможат да добијат повисок износ на субвенции доколку земаат кредит за купување, изградба, надградба или доградба на куќа. Тој посочи дека има две опции, од кои првата
предвидува за период од 8 години да се субвенционира 80% од месечната рата, при што максималниот износ за кредит може да достигне 50.000 евра, а наредните 3 години државата ќе плаќа 50%. Доколку месечната рата на кредитот изнесува 200 евра, првите 8 години 160 евра од месечната рата ќе плаќа владата, а само 40 евра ќе плаќа граѓанинот. 9-та, 10-та и 11-та година месечната рата ќе се плаќа по половина, односно 100 евра владата и 100 евра граѓанинот, истакна Ставрески. Каматната стапка е утврдена за првите 5 години, од кои првите 3,95%, четвртата и петата 4,44%, а потоа утврдува банката, но таа не смее да биде повисока од каматните стапки на редовните стамбени кредити на банката. Доколку лицето нема доволно пари за учество да добие стамбен кредит, тогаш владата овозможува 100% покритие кое максимално може да достигне 12.500 евра. Парите кои што ги доделува владата се неповратни под услов куќата да не се отуѓува додека трае отплатата на кредитот. За овој проект може да аплицираат лица до 36 години кои немаат стан или куќа на свое име, имаат месечни примања од 1300 евра ако се во брак или 900 евра ако е самец. Кредитот може да се земе за период од најмалку 20 години. Кошаркарите на кошаркарскиот клуб Куманово утре во спортската сала со почеток од 19 часот ќе го одиграат првиот надпревар од пролетната полусезона против екипата на Работнички. Тренерот Страшо Тодоровиќ посочува дека иако Работнички е зафатен од голема криза сезонава, како најтрофеен тим во независна Македонија никако не смее да се потцени. Тодоровиќ смета дека со новите засилувања и со ефективните тренинзи може да се очекува победа на мечот против Работнички, а со опоравување на репрезентативецот Марко Симоновски се комплетира овогодишниот ростер. Вукашин Мандиќ со нетрпение очекува да се потврди фаворитската улога на Куманово во овој меч со голема победа. Во спортската сала утре во 19 часот кошаркарскиот клуб Куманово ќе го започне пролетниот дел од сезоната против КК Работнички. По победата на КК Куманово над Работнички на гостински терен во есенскиот дел од сезоната со голема разлика од 18 поени, 82 спрема 64 и осладнатиот и помладен состав на Работнички, Куманово е превзема фаворитската улога на утрешниот меч. Но тренерот Страшо Тодоровиќ е препазлив и потенцираше дека неговите избраници ќе мора да го дадат својот максимум без разлика на квалитетот на противникот. Се спремиме за да кажем дека дерби. И екипата на Работнички ова година со смален буџет, со некои превирања во клубот е доста ослабена, него не смее да се потцени противник кој е во како одделението на Македонија со највеќе титули. Така да ќе влеземе озбилни, да покажеме она што работиме и да се спремиме за понатаму во првенство. По-продуктивниот период што екипата на Куманово го имаше од 4 јануари заедно со новите засилувања Александар Андреевиќ и Жарко Ракочевиќ, тренерот Тодоровиќ смета дека и последните елементи од играта кои што недостасуваа се пополнети, со што на овој надпревар очекува победа. Исто така Тодоровиќ потенцираше дека со вклучување на Марко Симоновски во тренажниот процес во понеделник, ростерот ќе биде комплетиран и не се очекуваат нови промени во тимот во продолжението на сезоната. Јас мислам по доаѓање на репрезентативецот Бојан Трајковски и овие две петки дека добивме во висина, скочност, така да мислам дека со Работнички ќе немаме проблеми и верувам во убедлива победа со која во оваа пригода ги повикувам и кумановската јавност и кумани да дојдат на мечот и да видат во истинско светло да го видат тимот на Куманово. Мислам дека управата на клубот и стручниот штаб одлучија да ростерот останува овој. Значи, пред крај на првиот дел го доведовме Бојан Трајковски, овие двајца и со Марко Симоновски завршен е ростерот, така да со овие 9 квалитетни играчи и тројца младинци мислиме до крајот да направиме нешто повеќе од прошла година. Вукашин Мандиќ, крилото на Куманово, со нетрпение го очекува утрешниот надпревар против Работнички, со голема желба сака да ја потврдат својата улога на фаворит во овој меч. Мандиќ смета дека овие надпревари што следат се голема шанса за новите играчи во тимот кои што сакаат да побрзо да ги покажат своите квалитети и да се вклопат во екипата. Па, мислим, цела атмосфера е да сме ми победници унапред због нивови проблема кои имају клубу, али треба тоа да докажеме сутра пред нашом публикум. Имамо сада нови тим кој треба да се сутра презентира пред нашом публикум, да одиграмо одличну утакмицу, да задоволиме и нас и нив
и да наставимо дале у том ритму. Па добро, свака утакмица која долази е шанса за нив да се докажу, да покажу зашто су доведени и да помогну тиму да победи. Нормално. За кошаркарскиот клуб Куманово, кој што со 19 бодови се наоѓа веднаш зад МЗТ со 23 и Карпаш Соколи со 22 бода, победата на утрешниот меч ќе значи ветер во грб за преостанатиот дел од сезоната и шанса за освојување на долго очекуваната титула. Во пресрет на посетата на стручните кадри од Македонија и странство на градскиот стадион, фудбалскиот клуб Милано денеска започна со зимските подготовки по едномесечниот одмор. Големиот одмор имаше влијание врз играчите, така што со физичките подготовки ќе бидат надокнадени изгубените денови. Дел од играчите самостојно тренирале за време на одморот и немаат голем проблем со првите тренинзи, а другите ќе мора да се соочат со потешкоти. Фудбалерите на Милано нема да одат на зимски подготовки надвор од Куманово, но со помош на стручните лица кои ќе одржат тренинзи на екипите на клубот, ќе се обидат да ја остварат целта за оваа сезона. Младинците и кадетите заедно со помладите генерации на фудбалскиот клуб Милано денеска започнаа со првиот тренинг за пролетната полусезона. Фудбалерите се враќаат во тренажен процес по едномесечната пауза со цел да не бидат неподготвени за најавената посета на стручните кадри од земја во инстранство, кои ќе извршат 4-дневна обука на тренерите и фудбалерите на градскиот стадион за модерниот начин на изведување на фудбалската игра. Денеска почињаме со припреми, прв ден на тренинг. Почињаме малку порано, зашто имаме во недела одма доаѓа Златко Илиевски Джиджи, кој бил порано селектор на Македонија, со 2 скаута од Битола и 1 од Шпанија, не ги знам по имиња, ќе дојде ќе ни одржат тука најнов терк на тренинзи и на утакмици кои ќе бидат присутни наши играчи тука заедно со нас, ќе го направиме тие 4 дена тренинзи. И затоа денеска мислевме дека малку можда е рано, можда е ладно, него мораме да почнеме зашто се такмичиме и во Суперлига на Македонија. Големиот одмор има влијание за опуштање на играчите, но токму поради долгата пауза во предвидената програма фудбалерите 2 недели ќе имаат тренинзи за физичка подготовка, а потоа ќе излезат на теренот да обрнат внимание на техничко-тактичките вежби. Ние денеска почнавме и стварно е првите тренинзи се тешки, пошто се работи на кондиција, има повеќе трчање. Децата се гледа дека не су комај месец дена су одмарале, па одвај су чекале да дојдев, само ако не служи уште помалку времето, па да биде малце тренинзите појаки, пошто нашите услови се тоа. Дел од фудбалерите кои што учат во спортското средно училиште во Скопје укажуваат дека за време на паузата самостојно тренирале за да не ја изгубат формата, а други повеќе одмарале и имаат потешкоти во физичкиот дел од подготовките. Јас тренирам меѓу време и сега е подобро, полесно е. Сега задоволен сум од тренинзи, од тренерите, од све е добро. Најпојни дел е да форцираме и да играме во сезона многу добро. Со физички, со трчање. Потоа со топка. Од ФК Милано овие подготовки ги сметаат како многу важен дел за продолжување во добар ритм во остатокот од сезоната. Тренерот Адеми е свесен дека мора да се подготват што подобро со цел да останат во најдобрата Суперлига во Македонија, но се надеваат дека со добра игра ќе може да направат нешто повеќе во купот на Македонија со екипите на младинците и кадетите. Те генерации, сите 4 сме во средина табелата. Значи како прво да останеме во лигата, во Суперлигата во Македонија. Меѓутоа имаме императив, пошто со нашиот клуб Милано со 2 генерации учествува во полуфинале во Купот на Македонија. Значи тука имаме амбиции да како и лани, како и преклани, барем да се пласираме во финалите во Купот на Македонија. Фудбалерите на ФК Милано нема да заминат никаде на подготовки во овој зимски период поради финансиски причини, како и другите спортисти од Куманово, но од клубот се надева дека со посетата на стручните лица ќе успеат да научат нешто повеќе, да ги постигнат посекуваните резултати со условите кои што веќе ги имаат. Времето денеска во Куманово беше облачно со слаб дожд, а дуваше умерен ветер од југоисточен правец. Максималната температура достигна 9 степени, а минималната се спушти до 4 степен. За утре метеоролозите најавуваат со снежица, а ќе дува слаб ветер од северозападен правец. Дневната температура ќе се искачи до 7 степени Целзиусови, а утринската ќе се намали до 1 степен. Со временската прогноза го завршуваме денешното издание на Дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.